Блокирана и нефункционална. Националната платформа за учење на далечина крахираше на првиот ден од тест периодот. Учениците кои денеска имаа закажано пробен час не успеа да се вклучат на платформата, бидејќи таа од утрово не работи. Обидот за логирање кај илјадници родители и ученици остана безуспешен. На серверот на платформата само пишува оти се јавила грешка. Информатичарот Борче Стаменов, кој преку својата организација Донирај компјутер, со IT опрема обезбедил близу 400 социјални семејства. Велиот еден солиден компјутер согласно перформансите наложени од Министерството за образование и наука чини околу 25.000 денари. Според него, платформата е оперативна и на компјутери со послаби конфигурации. Но проблеми се јавиле со лошата интернет конекција која може да предизвикува и прекини во часовите. Скоро никој да нема таква конфигурација дома, ретки се луѓето кои можете да дозволат такви конфигурации, на пример, ако гледаме по цена би коштале негде од 20.000 за десктоп, од 25.000 па нагоре за лаптоп компјутер. Дознав дека и машина што се вика и стара 7-8 години може да заврши работа. Единствено би можело компјутерот да се преинсталира со нов оперативен систем за да се изчисти од тие вируси или било што се има. Така да, од таа страна не гледам проблем. Сите како проблем го наведуваат интернетот, кој што може да биде проблематичен. Од Министерството за образование се правдаат, велат токму во оваа фаза се детектирале сите предизвици со цел да се постигне целосна функционалност на платформата. Во тест фазата се детектираат и надминуваат сите предизвици. Со цел да обезбедиме потполно функционирање на платформата до почетокот на учебната година, тестирањата продолжуваат и во наредните денови. Родителите со денови алармираа оти надлежните доцнат со изработка на онлайн платформата. Доказ дека се брза со подготовките и фактот што на ученици од 3 и 4 оделение од едно штипско училиште. Пробниот час им бил закажан за денеска во 20 часот. Родителите се бесни. Велат децата на таа возраст во тоа време треба да се во кревет, а не пред компјутер.